Врие во државните институции, на техничките министри и дополнителни заменици не им иде од рака да најдат заеднички јазик, па меѓу партиските кошкања технички се пресликаа и во министерствата. Најбројни се оние во МВР. Работите стигнаа и до кривична пријава. Последна во низата кавги во овој сектор е наредбата за прекин на важноста на сите прераспределби на полициски службеници потпишани од Оливер Спасовски. Чулев тврди дека нема ништо спорно во неговата одлука, а дополнителната заменичка Славјанка Петровска најави оти ќе поднела кривична против министерот за внатрешни работи. Помеѓу Чулев и Петровска нема договор ниту за новиот шеф кој ќе раководи со секторот за внатрешни работи на територија на град Скопје, а несогласување помеѓу раководството во МВР има и за други прераспределби, а нема согласност ниту за возилата во министерството кои биле предадени на други институции. Процедурите секој си ги толкува на свој начин, а според законот за влада, секој документ за да стане валиден мора да има подпис од 20. Сепак кавгите си продолжуваат и на ниво партија, па им нема крај на реакциите и пресконференциите за тоа што се случува во Министерството за внатрешни. Секојдневно и едните и другите меѓусебно си се обвинуваат за криминал. Според ВМРО ДПМН, криминалци се СДСМ. Криминалот и криминалците се природна средина за Заев и Спасовски. Само со сомнителни ликови тие се чувствуваат сигурно, бидејќи знаат дека со такви ќе може да се пазарат и договараат. Затоа Спасовски и Заев ги плашат законските смени во Министерството за внатрешни работи. Затоа Спасовски и Заев си ја назначија Славјанка Петровска за заменик во МВР, чија единствена задача ќе биде да ги штити криминогените ликови и да ја спречи професионализацијата на МВР. Впрочем, Петровска нема ниту еден ден работно искуство во областа на безбедноста. За СДСМ пак, ВМРО ДПМН се оние кои работеле спротивно на законите. Времето на МВР одамна заврши и не сме и нема да се дозволи контрола на партијата врз Министерството за внатрешни работи, како што навикна ВМРО ДПМН за време на својот 11 годишен режим. ВМРО ДПМН повторно и упорно манипулира јавноста со лажни вести и информации, а од друга страна кристално е јасно дека една партија нема механизми за докажување на какви било злоупотреби, па ниту на злоупотреби на возила. Веќе десетина дена вријат страстите во највисоките структури во Министерството за внатрешни работи. Ама не само во оваа институција. Караници и обструкции има и во другите министерства. Па така еден од замениците нема простории за да си ја извршува функцијата. Станува збор за дополнителниот заменик министер Цветан Трипуновски, кој засега нема ни своје столче. Откако стапил на функција, вели не добил канцеларија. Според логиката на нештата, исто ниво на меѓупартиски кавги граѓаните ги очекува и во наредните 90 дена, додека трае и техничката влада.